на ритам сме на 8 минути после 12 часот, кога го започнуваме третиот час од денешното Play Cafe. Ви најавив дека имаме гостинка во студиото. Време за уметност, затоа што синоќа во административната зграда на музеот во Струга беше отворена изложбата Еден поинаков поглед кон албумот од Дијана Томик Радевска. Авторката на изложбата е наша гостинка и со неа ќе зборуваме за мотивите, инспирацијата и процесот на настанување на делата кои што може да ги видат сите љубители на уметноста во Струга, односно и стружани и туристите. Господја Дијана, најпрво ви благодарам што одвоивте време. Драго ми е навистина што сте тука во нашето студио. Еве можност да ги поздравите стружани од каде што и ви се корените. Благодарам на поканата. Драго ми е што сум тука во прекрасен амбиент на Радио Плей Радио. Убава е приликата да се биде гостин сега во Струга, поготово што се работи за град на моите предци. Со мајка ми разменивме многу разговори кои што ми помогнаа за оваа изложба. Таа родом стружанка и со големо едно емотивно споделување на некои мемории од нејзиниот живот во Струга и нејзината историја. Јас направив една изложба која што е посветена на семејството и куќата каде што се наоѓа овој музеј доктор Никола Незлобински го викате. Тоа е целиот комплекс музеи, културни институции и така натаму. Меѓутоа, токму таа куќа ја избрав како место за изложување на овој проект, затоа што се работи за куќа што е изградена од мои прадедовци. Така, ќе позборуваме малку подоцна за тоа, еден важен историјат кој што ќе им го раскажеме на стружани, затоа што сум сигурна дека ги интересира, но најпрво да се фокусираме на самото отварање синоќа. Како помина отворањето, верувам дека и покрај не само изложбата, туку и вашето доаѓање и престој сега во Струга е емотивно, па колку сте задоволни од она што го видовте како фидбек од сите присутни? Можам да кажам дека сум многу задоволна, имаше многу убава посета. Ова беше можеби прилика да дојдам со едно богато дружење тука, зашто се работи за ваков тип на проект и јас како уметник во Струга не сум имала досега изложба, за жал. Кога ја добив поканата минатата година од Христијан Томановски и културниот центар Браќа Миладиновци, ја прифатив со големо задоволство. Меѓутоа, мојата желба беше да овој проект биде инситу сместен во оваа куќа. И вчера навистина видовме дека сме направиле полн погодок. Дојдоа возрастни гости, дојдоа мои роднини, дојдоа роднини кои што сме поврзани, меѓутоа меѓу себе не се знаеа. Дојдоа и многу колеги уметници кои што се тука по случај или пак се родом од Струга и колеги од работилница кураторска која што тука престојува на повеќе денови. Така да разменивме, имаше и странци доста кои што со големо љубопитство прашува и бара да ги поведам низ изложбата. Навистина убаво отворање, убава енергија се сподели и мислам дека самото тоа што останавме до 11 часот во самите простори и во дворот, им благодарам на домаќините кои што беа навистина гостопримливи. Ете, сакам да ја поздравам Струга со оваа изложба и да ги поканам да ја погледнат, да дојдат и овие другите денови, ќе трае можеби недела дена, 10 дена. Не знам така, точно. убаво го опишавте самото отварање затоа што сте сплотиле и роднини, и љубители на уметноста, и туристи кои што се тука, И професионалци. така што и професионалци, секако така што ова било дефинитивно вистинското време да бидете во Струга. Сега во описот на самата изложба велите дека е посветена на вашето семејство. Вие практично уметнички се враќате во градот на предците, презентирате историско интимно раскажување. Кажете ми, која е историјата на таа уметност, каков е албумот, а каков е погледот? Каков е? Каков е погледот, затоа што погледот. велите еден поинаков поглед кон албумот. Да.
Всушност, подолго време, моја преокупација се тие стари фотографии, семејни фотографии поготово, и имав една изложба многу одамна 96-та, која што беше посветена повторно на тие стари албуми, меѓутоа беше во еден друг контекст. Сега, затоа и така ја насловив еден поинаков поглед кон фотоалбумот, затоа што сега сакав да се посветам на оној истражувачки момент, антрополошки момент, културолошки момент, да посветам внимание на она по историја која што е од подалечното минато на семејството, а всушност ме предизвика и самиот податок дека многу луѓе не знаат што значи оваа куќа, кој ја направил, кога настанала, кога луѓето живееле таму, како станала музеј и така натаму. Значи, ние како Македонија имаме богата историја, меѓутоа мислам дека една од нашите мании е што не си знаеме доволно, не си го знаеме оној културолошки момент. Во Струга има многу богата историја, култура, етнологија, фолклор, археологија, и сето тоа некако стои во некои професионални рамки, можеби актуелно, туристот можеби нема можност така да го запознае градот, ниту пак некои професионалци од културата не ги знаат деталите. Мене и тоа ми направи една, како да кажам, една тага дека сега треба да докажуваме кој сме, што сме, од каде сме, дали сме и така натаму. Најубав доказ за еден идентитет на еден народ е самата култура, етнологија, традиција, песна, музика. Значи, се мешаме, но секој има еден свој мал бисер кој што треба да го одржува, што го одвојува од другите. Ајде да објасниме што чие токму на таа тема, затоа што интердисциплинарно користите делови од куќата и фасадата на музеј доктор Никола Незлобински. Чија била таа куќа порано? Куќата е изградена всушност од Милан Несторов и Ристо Несторов, кои што се всушност мои прадедовци. Така. Тие живееле во нека друга помала куќа, меѓутоа биле големо семејство. Во тоа време, значи замислете, тоа е тој крајот на 19-тиот век. Во тоа време се движеле и други странци, доаѓале во овие региони, работеле. Значи, тој историски момент сега да не навлегуваме, грото го знаеме. Меѓутоа, во тоа време престојувал официр кој што бил француз, меѓутоа и бил инженер, архитект, граđевинец, и самиот тој, дружејќи се со семејството, им рекол: па што не направите малку поубава куќа, јас ќе ви направам еден проект каде што ќе се сместите убаво семејствата и ќе можете поубаво да живеете. Сепак можете да направите нешто ново. За среќа, Милан и Ристо Несторов биле визионери, можам да кажам. Се сложиле, можеле да го направат тоа, го послушале, и самиот проект кој што тој ги насочил како да биде е во стилот мансард, кој што бил многу актуелен во Франција во тоа време. Тоа е еден стил со мансардни кровови, каде што на спратови се оделуваат собите, и тоа е еден ампир стил, што го викаат, тоест еден познат стил кој што делува домаќински, а сепак изгледа раскошно. Сите тие елементи на куќата се правени во Солун, оделе дедовците да ги земат, да ги донесат, се транспортирани тука, и куќата е вселена всушност 1910 година. Куќата е направена како деленка, од едната страна бил едниот брат, од другата страна другиот брат, и потоа доаѓаат наследниците. 1910 се преселуваат. Има многу една интересна фотографија, значи кога
се вселиле, за да го овековечат тој момент, сите се сликани по балконите, на мансардните балкончиња и многу интересно изгледа. Значи, сите се дотерали, тоа бил голем, значи, чин за нив. Тој дел од историјата го дознавам преку фотографии кои што ги сочувал и многу педантно ги дополнил, ги допишал мојот дедо, кој што сакал да остави едно сведоштво, една историја. Од роднините многу од нив ги немаат овие податоци или пак нешто сочувале, нешто не е сочувано со селидби, се разбира се изгубило. Ако грешам, се извинувам, ама мислам дека многу малку луѓе во Стругава го знаат и драго ми е што го раскажувате се. Да, тука живееле од едната страна бил Милан Несторов, чиј што наследник бил Нико Нестор, првоборецот, кој што рано загинува и тој дел на куќата е попразен, да кажеме, а од десната страна се другиве наследници на Ристо Несторов, кои што се 4 браќа, кои што тука продолжуваат да живеат со своите сопруги и сите заедно живееле, имале заеднички многу слога. Например, јатрвите имале, еве ова е струшки израз, ќе го употребам да го научат тие што не го знаат. Јатрвите имале еден ден кој што се вика ратајца. Тоа значи дека една од нив е главна домаќинка, го готви ручекот, ја спрема куќата, ја мести масата и потоа сите седнуваат на ручек, па следниот ден е друга, трета и така натаму. Се менувале. Значи колку биле организирани за да биде тоа фери, да бидат нели во хармонија да живеат, точно. Да живеат во хармонија. Така да сите тие фотографии од нивни излети, од излети на калишта, од излети низ градов или така, се многу значен документ дека се живеело еден убав граѓански живот. Сегде ќе ги видите убаво облечени, значи пазеле како да се сликат пред камера. А во тоа време знаеме дека за да ве фотографираат треба да бидете мирен едно 50 минути да седите. Дека фотограф треба да нарачате, да дојде со својот фотоапарат на сталак и така една цела процедура има за да направите една таква фотографија. И сега тоа е еден многу убав документ. Сметав дека треба да го види тоа публиката, стружаните. Ова изложба да однесам во Скопје ќе биде интересна, ама нема да биде толку ниту емотивна, ниту толку сватена. Нити пак толку ќе се преживее, затоа што во овој амбиент ин ситу делува многу снажно, како да ги враќате тука духовите, како да ги враќате. Автентичноста е овде всушност. Автентичноста и со некоја моја искрена емоција сакам да им се одолжам на тие предци, што знаеле да бидат визионери, што сакале да направат нешто ново за Струга. Имате убава мисија, навистина. Сега изложбата вие ја посветивте на вашата мајка, што се ви раскажала за да ве инспирира да го направите ова што го направивте синоќа, изложбата секако ќе си трае. Па, можам да кажам дека мојот интерес за сите овие разговори беше голем, но знаете како луѓето стареат, се повеќе се враќаат во минатото со повеќе детали. Јас имам многу запишувано и дедо ми и баба ми што ми зборувале, меѓутоа не во тие детали, можеби сум била помлада, не сум знаела што да прашам. Сега мајка ми е возрасна, меѓутоа архитект, ги знае деталите на куќата, се сеќава на тој живот таму и се разбира, ги памти своите тетки, своите роднини, своите, се разбира, комуникација со сите нив, иако овде немало гимназија, учела гимназија во Охрид, па потоа факултет во Белград и така натаму, меѓутоа кога се враќала, таа е всушност една значајна личност и за Струга, беше урбанист на старата чаршија, која што сега не изгледа така како што изгледа. Имаат направено со мојот татко проект за Никола Незлобински природно-научниот музеј, кој што не е остварен за жал. И како проектант, архитект, урбанист се посветила еден период на градов Струга, но за жал, како што е во многу градови во Македонија, ние како да бегаме од некои враќања кон традицијата. Сите сакаме да одиме
во некој модернизам кој што не е оправдан секаде. И не е оправдан и не прави толку среќни колку што мислиме, туку баш напротив. Јас сум од оние ликови што го сакам и многу современиот стил на живот и почитувам и нови технологии, меѓутоа тоа се само нови алатки за да живееме подобро, похумано, а не понехумано. А ние ги заборавивме овие мали катчиња. Вчера кога на изложбата кажавме збор 2 со Христијан Томановски, сите се сложија дека Струга ги изгубила тие мали интимни улички, катчиња, убава перспектива. Кога ќе видите една уличка, па ве мами просто да влезете во неја, зашто има една убава перспектива, убави фасади лево, десно. Сега тоа се испрекршено, се е преполно со ѓубре. Значи, тоа не можам да си го опростам. Се изгуби уметноста и автентичноста на сокачињата? Па, сокачињата се еден живот кој што мора да се бележи како културолошки момент, ама ние ги изгубивме, да. А велам дека го посветувам на Мимоза, мојата мајка, која што навистина со многу жар овие последни 2 месеци разменивме многу моменти кои што ми беа битни за изложбава, да знам што да селектирам. Знаете, како уметник можете да направите ваков тип на изложба која има некој свој концепт, има некоја патека, меѓутоа можете да се расширите и да бидете досадни или да бидете недоискажани, и како уметник мора да ја најдете мерката што е доволно и што вие како гледач ќе упиете од тоа. Или ќе ве здрма емотивно. Така да тие моменти беа, тие разговори беа едно прочистување за мене како уметник. Друг пат разговараш на други теми, имаш потреба да откриеш други нешта. Секоја изложба има свој истражувачки момент и она е тоа што мене ме возбудува. Така да за тоа сакам многу да и заблагодарам, зашто има и возрастни луѓе кои што веќе им е смачено да зборат, разочарани се, депримирани се, мислат дека се изгубени оние убави моменти од животот и никако. А мајка ви дава ентузијазам всушност. Па да, таа е оптимиста во природа и тој ентузијазам не го изгубила до ден денес. Така да таа енергија сакав да ја пренесам, она што ќе го видите на изложбата во самата куќа, да ви ги даде информациите, да ве поведе низ скалите, да се качите, да ги посакате да ги видите сите тие фотографии кои што се обработени дигитално. На некои има и дури цртеж, има дигитални графики, има некои објекти. Така, мултимедијално е. Мултимедијално е, а на самата фасада оди едно видео кое што е многу суптилно направено со тие стари фотографии, меѓутоа во соработка со сакам да кажам мајстор на својот занает во видеото Филип Митров, направивме едно убаво видео кое што го има квалитетот и оди на пола зграда, значи на пола фасада, и делува многу импресивно кога ќе влезете како да влегувате низ зидовите на куќата. Многу убаво тоа вчера изгледаше и приметив дека имаше и добри коментари. Така. Сега една тема која што ја начнавме пред да не влеземе во програмава. Кажете ми колку се живее од уметност во Македонија и колку имате медиумска поддршка, затоа што оно што го сервираат медиумите е многу важно за воспримање, колку медиумите и даваат уметност на публиката и ја учат тоа да и биде култура на живење. Ајде да почнем од крајот. Мислам дека тоа е она што ни зафали овие последните, можам да кажам и 20 години. Да. Значи многу време. Ако вие имате толку случувања, имате многу уметници, самата продукција на уметници од факултет за ликовна уметност, од други факултети, вие треба да ги негувате тие ликови, зашто тие продуцираат, тие даваат својата душа, даваат од себе нешто за да направат уметност. Се разбира дека постои селекција, дека постои филтрирање на тие квалитети, меѓутоа тој филтер треба некој да го направи или пак да се забележи.
Зашто ова време што ние го живееме сега некогаш негде ќе биде запишано можеби во некоја историја на уметност. Треба дистанца за тоа, да. Но ние ги немаме податоците. Сега ако тргнете да барате податоци за сегашни случувања од последниве 20 на години, нема да најдете богати информации, ќе најдете можеби објави, ќе најдете еве фала на вас некои медиуми што покриваат со некои интервју, со некои рецензии кои што се помалку и помалку. Текстот во каталогот не е доволен зашто тој е секогаш афирмативен по правило, зашто пишува за изложбата. Меѓутоа, каде е оној аргументиран критички осврт? Една рецензија од историчари на уметност, па толку студенти излегоа. Зошто не се охрабрат да пишуваат? Ке речат нема хонорари, новините не плаќаат хонорари. И тоа е точно. Меѓутоа, и ние уметниците работиме на сличен принцип. Нас никој не ни дава некој посебен хонорар за да седнеме и да цртаме. Ние не правиме изложба со се што сме нацртале. Значи, за да дојдеш до изложба, треба стварно да ти зоврие во душата, во работата, во рацете треба да се измачиш или во умот, за да ја направиш таа изложба и да ја пласираш. Зашто мој професор Петар Хаджи Бошков, познат скулптор, еднаш рече дека секое представување пред публиката, секоја изложба е еден мал стриптиз. Соголувате себе си. Да, соголување вистинско, да. И тоа е вистинско соголување во смисла ве гледаат и како размислувате и што сакате да кажете. Сега тоа уште некој да го подкрепи со некој теоретски текст, со некоја анализа, со некаква рецензија, тоа би било прекрасно. А медиумите се помалку велат, никој не гледа култура, ама затоа гледаме шунт програми, има многу. Сега тоа би го скратила. Така се едуцира една нација, еден народ, така се едуцира што да цени, што имаме вредно тука. Од уметност посебно младите може генерации да треба да добиваат такви содржини за да почнат и да ги почитуваат и да им ја видат вредност. Па јас можам да ви кажам дека во последно време со млади генерации работам и тоа ми влева некоја надеж дека младиве генерации се бунтовни во смисол да видат нешто ново и подобро и поубаво и да реагираат и да напишат и да кажат. Меѓутоа се добро, може би е мал процентот или не знам колкава критичка маса треба да каже, не сме толку бунтовни колку што треба да видиме. Зашто пред очи се што ни се случува е малку не знам како да е слика на некаква девастација што не би требала да се случува, поготово во некое културно милје на сите полиња. Се ние имаме да се пофалиме со многу добри уметници, со добри поети, писатели, музичари, имаме успеси надвор, кога ние се представуваме надвор, сите исто со внимание не слушаат, не разбираат или не почитуваат да биде све тоа како што треба. Меѓутоа, ние се научивме да работиме во помалку професионални, како да кажам, принципи на работа и ние се снаоѓаме. И кога ќе ти се случи една добра организација, како сега е, навистина пак ќе го пофалам Христијан Томановски и Центарот за култура, браќа Миладиновци кои што возможи да таму се случи изложбата, тоа беше по моја барање, дека убава организација имаше, дека беше убаво покриена, дека дојдоа многу гости, значи некогаш налетуваме на убави нешта, убава организација и велиме да, вака треба да се работи, ама зошто не е по сегде така. Така, многу ми е драго што баш во Струга и баш по овој повод налетавте на добра организација. Последново прашање можеби малку ќе звучи како клише, ама имам причина зошто да ве прашам за идните планови и предизвици, затоа што имате многу ентузијазам, многу млад дух и многу убава енергија. Тоа е она што ми го донесовте во студиово, па баш затоа и ве прашувам кој е вашиот следен предизвик, затоа што вашиот уметнички опус сигурно е поширок од само Струга.
Секако и еве да ги запознам слушателите, овој период ми беше прилично активен и многу се исцрпив. Минатата година во Скопје во музеј на град имав една голема самостојна изложба. Сега во Прилеп се уште трае изложбата, таа се вика Случајни средби. Во Центарот за култура Марко Цепенков и таа трае веќе месец дена, може уште некој ден да се види. Меѓутоа и таа е голема самостојна изложба и овој период од октомври до сега навистина не, октомври се отвори изложбата, а додека се спремаше да не зборувам за тој период. Значи, прилично активен период со многу енергија, со многу како да ви кажам, идејата да ја согледате, да ја формирате, да ја поставите и да ја реализирате целата изложба, бара од уметникот многу енергија, пошто за многу работи мора сам да трча. Но сега ми треба малку одмор и ми треба навистина онака прочистување на мислите, можеби гледање во зеленило и така малку некоја литература која што ќе ме одведе можеби во други правци. Многу често литературата ми е инспирација за понатаму. Меѓутоа, всушност, ова се што сум работел до сега повеќе се некои теми на човекот, на она што ние го преживуваме и истражувајќи кон сите оние етички проблеми, моралот, каде сме ние, што сме заслужиле, што треба да направиме и така. Дијана, многу ви благодарам за овој разговор, затоа што има интервјуа кои што го инспирираат новинарот. Денеска ми го приредивте на вистина тоа задоволство и ми го разбавивте денот во секој случај. Ги покануваме сите стружени кои што не беа на отворањето да ја погледнат вашата изложба. Еден поинаков поглед кон албумот во административната зграда на музеот во Струга и верувам дека ќе имаме навистина многу причини повторно да ни бидете гостинка доколку дојдете во скоро време повторно во Струга. Ви благодарам и јас на поканата, мене ми беше пријатно, убаво разговаравме, се надевам дека им беше интересно и на слушателите. Да, сигурно сум затоа што слушнаа приказна која што сум сигурна дека не ја знаеа. Продолжуваме ние понатаму со супер музика, со вас сме до 14.